Добар ден, стартува нова импулс на телевизија Телма. Јогата за смеење е дел од јогата која што го стимулира смеењето. Од неодамна оваа техника почна да се спроведува и во Македонија, а од овој месец има такви часови наменети за родители и деца. Денеска во студиото е Фросина Пандурска Драмиќанин, мајка на две кирки, 4,5 годишно и 8 годишно 8 месечно бебенце. Предпоставувам дека дома е доста весело кога можете да ја спроведете оваа техника. Како сте? Добро, ви благодарам прво за интересот за оваа нова техника кај нас и за поканата, се разбира. Дома е секогаш весело со деца, особено и со мало бебе кој што на некој начин ви ја покажува природната состојба на смеењето, дека тоа ние го имаме сите од најрана возраст, така што откако ја се обучив за оваа техника, многу често ги практикувам вежбите дома и со поголемата ќерка, но и со втората ќерка, значи Уна, Леја е големата, Уна е помалата. Така, значи ќе покажеме како се спроведува оваа техника. Има некои вежби кои што може да се спроведуваат и да се вежбаат и дома. Ајде да започнеме тука од кога постои јогата за смеење, односно со смеење, како и да се земе. Так. Смеа јога за смеење, значи може било како да се користи. Важно е дека оваа техника предизвикува искрено смеење. Значи на почеток тоа се вежби кои што ветираат значи со телото, со гласот и со самиот исправен став, да речеме, да ја смените вибрацијата кај вас од негативно во позитивно и после неколку вежби вие почнувате навистина искрено да се смеете, особено во група. Тогаш има заразно смеење. Заразно смеење, значи затоа велиме дека смеењето е заразно и не можете кога гледате некој дека се смее да останете сериозни. Барем насмевка на вашето лице ќе се појави ако не нели смеење со глас. Оваа техника ја има создадено индиски доктор пред речиси 22 години. 1995 година. Така. Тој бил сакал да напише еден текст, смеењето како лек, и почнал да истражува буквално се до тога што е направено во однос на смеењето и какви се придобивки може да донесе кај човекот. За да го тестира тоа, решил во еден од парковите во Индија да собере негови пријатели и почнале да си кажуваат вицови и да се смеат, меѓутоа после неколку дена сите шеги, сите вицови им ги строшиле и веќе смеењето престанало и останале да бидат сериозни. Значи доктор Катари рекол дајте ми малку време и продолжил понатаму да истражува се додека не дошол до една клучна реченица која што вели дека нашето тело не прави разлика од симулирано или од глумено смеење и вистинско, односно природно смеење. Тоа значи дека ние ако почнеме да речеме еве и пола минута да пробаме да се смееме намерно, нашето тело ќе почне во уште одма да ги чувствува придобивките, а тоа се с големо ниво на кислород. Значи кислород ќе оди до секоја од клетките. Телото ќе заземе друг став и нормално ќе се смени нашето расположение. Па затоа тој направил сет на вежби кои што во суштина јога за смеење може да биде буквално се. Значи на часовите за јога за смеење може да се прават овие вежби, може да се танцува, може да се игра, може да се имитираат животни. Ова не се класични јога вежби. На тие часови не е тивко, нема медитација, напротив атмосферата е поинаква, се е раздвижено и е многу гласно. Так. Еве сега можеме да споменеме, односно да наведеме некои од вежбите кои што доведуваат до ова заразно смеење. Со кој е прво полесно да се работи? Дали со деца или со возрастни? Со децата секако е најлесно, бидејќи на децата смејата им е на природна состојба и тие се на некој начин, овие вежби ги гледаат, се лепат како магнет за вежбите. Значи, било која вежба на дете која ќе му кажат ајде сега да правиме ова или не знам да имитираме некое животно, тие со цела енергија, со цело срце, значи влегуваат во вежбите и тоа е за нив една голема игра. Така што јас во септември ја завршив обуката лидер, односно инструктор за јога за смеење и знаев уште при самото, значи откако ја открив оваа техника, знаев дека ќе биде многу добра за со деца, бидејќи мојата прва ќерка, како што кажав, Леја е на 4,5 годишна возраст и веднаш почнав да ги тестирам вежбите, така што
децата навистина уживаат и она што е моја желба понатаму и за кое што сум дојдена да зборуваме денес е оваа техника да ја пренесам и на родителите или па на било кој старател, значи баба, дедо, стрина, тетко, кој што ќе сака да дојде на овие часови со своето внуче, да речеме. Колку време траат часовите обично? Идеално еден час може да трае од 30 до 45 минути и за деца, да речеме, се што е повеќе од 45 минути би било многу. Меѓутоа и не само за деца, дури и за возрастни, бидејќи ние на некој начин некаде во нашиот развој си имаме забрането да се смееме, поготово да се смееме гласно, да се смееме отворено, да се смееме на најмали ситници, на најмали глупости. Така што кога ќе отидете на еден час јога за смеење, одеднаш една група луѓе, која што може да биде нели од 5, 10 или 15, се смеат постојано 45 минути. Да, 30 минути до 45 минути и сето тоа може да биде и напорно. Напорно. Баш така, напорно. Значи, некои статистики покажува дека возрастните луѓе се смеат по 5-6 минути, најмногу во текот на денот, што е тоа, тоа е горната граница. И одеднаш 30 минути е. Так. Меѓутоа после часот, значи бидејќи на самиот час како што спомнав, се случува искрено смеење, нашиот организам значи го лачи тој хормон на среќа ендорфин, кој што понатаму и следните неколку денови се излачува. Значи не завршува тука процесот со самото смеење, значи не завршува бенефитот или придобивката, туку ефектот од самиот час се чувствува и неколку дена. Како изгледа часот? Претпоставам дека зависи пред од креативноста на инструкторот. Така. Се случува ли некогаш на некој да не му е до смеење до тој степен, да рече мене не ми е денеска до смеење, да не успеете да го насмеете со тие вежби или едноставно тоа е невозможно? Така, се случува апсолутно. Јас од мојата инструкторка, значи во септември од Србија, таа дури не раскажуваше дека на некои часови се случувало некој од учесниците дури и да плаче. Затоа што со смеењето, значи ние ослободуваме на некој начин потиснати емоции. Тоа е една најдлабока форма на длабоко дишање со стомакот. А знаеме дека нели се што си потиснуваме во себе останува, не исчезнува. Така што со тоа смеење може да се едноставно предизвикаат и некои застарени или затрупани емоции кај нас и да се ослободат. Значи тоа е многу да кажам истовремено и делотворна техника која што буквално ви го менува и погледот на светот. Инаку во контекст на децата, тие секогаш се со смеат, децата, например, важно е инструкторот, и не би рекла, важно е инструкторот да ги прати. Значи ми се случувало со деца од градинка, носето им тече, едноставно не се чувствуваат расположени и на сред вежбање доаѓаат и ми викаат види носот како ми тече. Не можам вака да дишам. И вие на некој начин се прилагодувате и самите вежби ги прилагодувате за моменталното расположение на децата. Значи дури и децата некогаш можат да не бидат расположени за смеење. Значи може да направат дел од вежбите, меѓутоа не треба да се форсира ништо и треба да се прати групата и едноставно енергијата во моментот каква. Ајде да покажеме некои вежби. Часот најчесто започнува со плескање. Со плескање, значи изгледа тоа? Јас би ги поканила и сите гледачи со нас. Така може да се вклучат. Да, да се вклучат и да ги пробат. Заедно да се смееме денеска. Така. Значи можеме да почнеме со вежбата која што најчесто се прави на часовите. Тоа е значи со плескање, меѓутоа сите прсти да бидат споени, бидејќи на некој начин ние стимулираме тука акупунктурни точки. Значи ова не е обично плескање. Така, ако плескаме вака, значи не е тоа, туку треба баш точно. Акупунктурни точки. Да. Кои акупунктурни точки што предизвикуваат тие? Буквално значи на цело тело. На цело тело, значи ги активираме точките и правиме на некој начин сигнали, испраќаме до цело тело. Ќе кажуваме ха ха хо хо хо, меѓутоа ќе пробаме со стомакот да го осетиме тоа. Значи да биде длабоко. Ха ха хо хо хо. Ха ха хо хо хо. Па можеме да кажеме многу добро, многу добро. Или да измериме, да речеме, ова се вика метар, 1 метар смеење. Метар смеење. И со другата рака.
Одлично. Така, ова е мал дел. Можеме Така. уште една вежба да направиме. Хи, 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 Ете, тоа се малку вежби, да речеме, меѓутоа во група, во сала се Ја ќе продолжам да се смеам. Вие раскажете како сето тоа се прави. Така. Значи, Можам да замислам сето тоа како изгледа во група. Значи сигурно ефектот е многу посилен. така, се разбирам. Меѓутоа, сакав само да напомнам за родителите што не гледаат и сите оние кои што би биле заинтересирани да посетат некои од часовите. Значи, јас комбинирам вакви вежби, јога за смеење, Така. со класична јога за деца. Така што еден час е секогаш осмислен како приказна и сите учесници треба да учествуваат. Значи и децата и возрастните ги пратат вежбите и на некој начин децата преку самата приказна, значи не знам, минатиот час бевме до Австралија. Сретнавме многу животни по пат, па имаше играње и така натаму. На тој начин децата полесно, значи, ги следат инструкциите за вежбите. Можат ли исти вежби да прават родители и деца сега кога се на еден час? Како тоа изгледа? Ги следат ли родителите децата или пак се фокусирани само на нивното смеење? Тие се срекни и насмеани доколку нивното дете се смее. Така. Јас би била многу среќна ако буквално на еден час родителите бидат, да речеме, насмеани, весели и разиграни, исто како и нивните деца. Значи, за неколку часа до сега, кога што имав искуство со овие групи формирани родители и деца, се уште родителите, да речам, не си дозволуваат да бидат баш опуштени на овие часови, вежбаат, ги следат инструкциите, меѓутоа, истовремено го пратат и детето, да речеме, дали ги следи вежбите, дали се смее, секако има задоволство и после часот се задоволни, повеќето од нив се задоволни од тоа како си поминале. Меѓутоа, да речеме, за мене некоја висока сатисфакција би била ако утре во една група имаме и родители и деца кои што исто така се опуштени, ги следат вежбите и се смеат како, да речеме, деца од 3 до 5 години. Смеа јогата, односно јогата за смеење, има многу бенефити, споменавме некои од нив, но исто така има клубови за одвикнување од цигари, па и од наркотици. Значи, јогата за смеење помага и при такви зависности. Така. Некоја најдлабока, да речеме, порака која што јас ја извлеков изминативе неколку месеци од кога ја практикувам оваа техника, е дека јогата за смеење на некој начин ја менува перцепцијата на животот. А тоа е дека можете вие за било кој проблем, без разлика колку е тежок, макар и најстрашен на свет, значи макар и болест од канцер, да почнете да гледате со позитивен став, дури да се смеете за тоа. Значи во светот постојат, не само во светот, дури во нашите соседни земји, во Србија, да, постојат клубови каде што луѓе кои што боледуваат од рак или се лечат, значи одат на такви часови за јога за смеење и ја победуваат болеста. Само затоа што го менуваат ставот. Значи, жената која што има донесено јога за смеење во Србија, Оливера Радовановиќ, е една од нив. Значи, таа си има излечено од рак, практикувајќи јога за смеење. И таа ја шири оваа техника, значи, секаде и во не само со луѓе, значи, болни од рак, потоа со луѓе со физички попречености, значи, инвалиди, со, како што кажавте, групи кои што сакаат да се откажат од цигари, од алкохол, од дрога, бидејќи таа вели дека, значи, некаде во мозокот се создава една иста реакција кога се смееме како потребата од супстанцата. Така. Значи, мозокот е среќен, мозокот испраќа позитивни вибрации на некој начин. Луѓето кога ќе се чувствуваат добро во своја кожа, немаат потреба по тоа да посегнат, нели, по некоја супстанца. Кога станува збор за децата, прочитав некаде дека се препорачува и кај деца со посебни потреби, односно кај деца со аутизам. Истражувањата исто така покажуваат дека пензионерите, старите лица исто така подеднакво добро уживаат, односно се смеат во јогата за смеење како и децата.
Така. Дури ќе почнем од последното, значи некои искуства покажуваат дека повозрастните луѓе над значи пензионерите, луѓето кои што на некој начин го завршиле својот работен век, си дозволуваат повеќе да се смеат отколку помладите и се доста активни во овие јога клубови за смеење. Инаку, како што спомнавте, во светот исто така постојат и групи за деца со аутизам, кои што многу добро реагираат на јогата за смеење, се чувствуваат многу слободно во своја кожа, а увидено е дека кај нив се зголемува самодовербата, многу полесно ги изразуваат своите чувства и полесно се снаоѓаат во средината потоа, значи ги подобруваат социјалните вештини. Така да ги поканеме, значи бабите и дедовците со нивните внуци слободно може да се вклучат на овие часови за јога смеење. Так. Кои денови се одржуваат, каде може да ве најдат? Моментално, значи, има еден термин во среда во 19 часот во Ананда Йога центар, тоа е во зградата веднаш до Капитол на трети спрат. На Facebook, оние кои што користат Facebook, значи јога за смеење со Фросина на кирилица можат да добијат повеќе информации за оваа техника. И според сега има голем интерес, така да најверојатно ќе имаме и втор термин, меѓутоа накнадно ќе бидат известени сите заинтересирани. Благодарам што бевте дел од 0N+, баш убаво се насмеавме денеска во студиото. Јас ќе им порачам на гледачите да ако можат да се вклучат на овие часови, бидејќи се одлични, смеете се, тоа е многу важно. Еве едно истражување што вели во текот на смењето се активираат 80 мускули, а 1 минута смење има ист ефект како и 45 минутен тренинг за опуштање, ова доволно кажува. Се гледаме секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.